Јас сум Александра Вуксановиќ, започнуваат вести. Судењето за трагедијата во дискотеката Пулс од Кочани продолжува денеска во Идризово, во атмосфера на засилени безбедносни мерки и силен интерес од јавноста. Процесот се води за најтешка цивилна катастрофа во поновата историја на државата, во која загинаа 63 лица, а повеќе од 200 беа повредени. На претходното рочиште, дел од обвинетите ја оспорија обвинителната постапка, тврдејќи дека е нецелосна и дека нема прецизни докази, кои индивидуално ги поврзуваат со трагедијата. На обвинителната клупа се 37 лица, сопственици, управители, инспектори, градоначалници, обезбедувачи и државни службеници. Јавниот обвинител на Републиката Љупчо Куцевски смета дека во оваа фаза не треба да има истражна комисија во собранието на Македонија за Кочанската трагедија, бидејќи како што вели, одредени сведоци и докази би можеле да бидат компрометирани. Инаку владата на вчерашната седница усвои предлог за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Куцевски и го достави до собранието. Портпаролката Марија Митева соопшти дека постапката е продолжена по завршувањето на изборниот период, кога била привремено стопирана. Според образложението, иницијативата се темели на сериозни професионални пропусти во работењето на Куцевски, меѓу кои неовластено откривање информации од судски предмети, нарушување на тајноста на постапките и нарушување на угледот и функционалноста на јавното обвинителство. Куцевски пак инсистира дека нема сторено ништо што било основ за разрешување. Поради појава на магла се бележи намалена видливост до 100 метри на патниот правец Демир Капија Гевгелија и граничен премин Богородица. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клистурите каде има можност од појава на одрони. Министерот за внатрешни работи Панча Тошковски денеска во Брисел учествува на меѓународна конференција на Глобалната алијанса за борба против шверцот со мигранти. На конференцијата ќе бидат разгледани клучни трендови во нерегуларната миграција и шверцот со мигранти, како што се начинот на работа на шверцелите, вклучително и во однос на организирањето на нерегуларна миграција по воздушен пат. И ќе се идентификуваат стратегии за справување со овие предизвици преку зајакната оператива и судска соработка и подобрена размена на информации. СДСМ ја отвори онлайн петицијата против, како што тврдат, плановите на власта за носење мигранти од Британија во Македонија, а подпишувањето ќе трае 30 дена. Со отворањето на веб страницата, граѓаните треба да остават име и презиме, телефонски број или електронска адреса, или пак може да ја одберат опцијата да се подпишат анонимно. Можат да остават и коментар. Премиерот Христијан Мицкоски ги негира тврдењата на СДСМ, а претходно британските медиуми деновиве пишуваа на темата, откаде и се отвори прашањето дали ќе се носат мигранти од Велика Британија во Македонија. Новата веб апликација Спој денови со неколку кликови пресметува кога е најисплатливо да земете слободни денови за да добиете продолжен викенд или подолг одмор, а да заштедите на деновите од одмор кои ви следуваат на работното место. Апликацијата ќе ви препорача, на пример, со само 5 денови од одморот на почетокот на годината да добиете дури 12 споени денови без работа. Дарко Божиновски, авторот на апликацијата на социјалните мрежи, го представи проектот како скромен придонес кон еден од омилените македонски спортови – спојување одмори, додавајќи дека сите корисници можат да испраќаат предлози, пофалби и забелешки. Реакциите се претежно позитивни, а дел од корисниците на LinkedIn ја нарекоа апликацијата гениална.
Граѓаните масовно се одзваа на повикот на јавното претпријатие Лајка за донирање на кебиња за бездомните куќиња, згрижени во прифатилиштето. Преполни се со топли прекривки кукичките за донации што се поставени во Diamond Mall и во Eastgate Mall. Од Лајка им се благодарија на Скопјани за хуманоста што ја покажуваат кон бездомните животни. Прифатилиштето е преполно со куќиња, во моментот се згрижени околу 160. Оние што го поминале хуманиот третман се враќаат на локациите од кои се заловени, а во Лајка се носат нови. Со протестен марш и обиколка на клучните државни институции, студентите на Правниот факултет во Белград синоќа ја одбележаа годишнината од почетокот на студентските блокади. Пред нив годишнината од почетокот на блокадите ја одбележаа и студенти од Земјоделскиот факултет во Белград и Техничкиот факултет во Нови Сад. Во протестната прошатка низ централните улици на Белград, студентите на Правниот факултет, меѓу другото, ги посетија и седиштето на Врховното јавно обвинителство, владата и председателството на Србија. Пред Врховното обвинителство, тие ги поддржаа судиите и обвинителите, оценувајќи дека судството е под поголем напад од кога било. Повеќе од 50.000 потписи беа собрани за 4 дена преку онлайн петиција, која по зголемувањето на насилството врз жените бара отстранување од главните градски плоштади на јавната молитва на група мажи, кои клекнуваат секоја прва сабота во месецот за да се молат за чистотата на жените, забрана на абортуси и мажите да станат духовни авторитети во семејството, пишуваат хрватските медиуми. Утре на Меѓународниот ден на човековите права, потписите ќе бидат доставени до Комисијата за родова еднаквост на хрватскиот парламент, владата и до Уставниот суд. А еве и неколку вести од светот. Володомир Зеленски кажа дека е спремен да одржи избори во Украина во рок од 3 месеци ако САД и Европа можат да гарантираат безбедност на гласањето. Избори во воени услови се забранети во Украина, но Зеленски, чиј председателски мандат истече лани, се наоѓа под нов притисок од Доналд Трамп да распише избори додека притиска за брзо решавање на речиси 4-годишната војна. Владимир Путин исто така го опишува Зеленски како нелегитимен председател. Во последното интервју за сајтот Политико, Трамп го обвини Зеленски дека ја користи војната како изговор да не одржи избори. Европската Унија постигна правно обврзувачки договор за климата со кој ќе се намалат емисиите на стакленички гасови за 90% до 2040 година, во споредба со нивоата од 1990 година, вклучително и купување странски јаглеродни кредити за покривање на 5% од намалувањето на емисиите, соопшти Европскиот парламент во средата. Договорот ќе бара од европските индустрии да ги намалат емисиите за 85%, а од 2036 година земјите членки на Европската Унија ќе им плаќаат на земјите што не се членки да ги намалат емисиите во нивно име за да го надоместат остатокот. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека не ветил 20 милиарди долари финансиска помош за Унгарија, што е спротивно на претходните изјави на унгарскиот премиер Виктор Орбан. Кон средината на ноември Орбан им рече на членовите на својата делегација по посетата на Белата куќа дека Унгарија може да смета на американски финансиски штит во случај на шпекулативен или политички напад од странство. И уште една информација во овие вести, преговорите за преминување во втората фаза од мировниот договор за појасот Газа напредуваат и покрај бројните тешкоти, различните позиции и предизвици, изјави американскиот функционер за Ал Џезира. Тој додаде дека тие се одржуваат зад затворени врати за да се обезбеди напредок. Се очекува првите сили на меѓународната стабилизацијска мисија во Газа да бидат распоредени на почетокот на 2026 година со учество на една или две земји првично, а силите нема да бидат распоредени на териториите контролирани од палестинската милитантна група Хамас. Од отворањето на центарот на 17 октомври годинава, во Газа се увезени повеќе од 30.000 камиони со помош. Гледавте вести на Слободен печат. Ви благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации ќе најдете на нашиот сајт.